Почитувани, продолжуваме со вториот дел од разговорот во денешното студио 10. Ни гостува професор доктор Татјана Атанасова Пачемска од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професорке, добар ден и благодарам што прифативте поканата. Речи си без малку 2 години помина од вашето последно гостување, па да направиме вака апдейт на информации што се има случено, а не требало, а тоа што требало не се случило на планот на високото образование. Добар ден и од мене до вас и до гледачите на вашата телевизија и благодарам за поканата и за можноста да направиме една ретроспектива на периодот кој што помина и можеби на оној кој што треба да следува, се надевам во позитивни промени. Така и позитивни ишчекори се разбира. Еве доаѓате од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој универзитет сега баш ме посетивте, стана неодамна и член на Европската групација на универзитети. Вие поправете ме ако не сум се изразила баш како што треба. Да, тоа е убава можност универзитетите од нашата држава да се вмрежуваат и заеднички да работат на развивање на модули, студиски програми, размена на кадар, размена на студенти во една таква алијанса од крајот на 2024 година членува и нашиот универзитет и во следните 4 години се надеваме на убави промени и можности кои што треба да се случат кај нас, а се со цел да се подигне квалитетот на услугите кои што ги нуди нашиот универзитет и кон студентите и кон општествената јавност. Убаво е да се слушне за сечи и секакво растење. Ова е добра можност што велите вие и сами да напредувате, меѓутоа и да ги зацврсните тие релации со ваши колеги од европските универзитети, од Европската унија, онаму каде што Македонија клони веќе многу голем број на години, веќе не ни броиме, 20 години сме кандидат, но да се надеваме дека еднаш нивните стандарди ќе ги исполниме овде внатре, за да можеме да се надеваме дека ќе станеме дел од Европската унија. Професорке, високото образование, дали гледате некакво помрнување еве во споредба со ова ваше претходно гостување и сега на планот на високото образование? Новата влада што дојде и новата министерка најавија и промени во високото образование, бидејќи тоа е неминовно. Светот брзо се движи, брзо напредува, не може со програми од пред 20 и кусур години со одредени повремени вака шминкања, да речам, не подлабоки реформи, не може да се оди напред. Ги осакатуваме децата, генерациите. Констатацијата ви е сосема во ред. Ние сега се наоѓаме во период на големи очекувања и се надеваме дека новата влада, која што во голем процент ветуваше дека ќе се направат долго очекуваните промени во високото образование, полека и ќе се случуваат. Промените во секој сегмент од образованието се болен и долг процес, но имајќи во предвид кои се последиците доколку не се прават, ние мора да се обидеме да направиме исчекор по цена некогаш и на нарушување на нашиот комодитет, дури и на општествени критикувања. Ќе мораме да превземеме чекори доколку сакаме во следните 10 години и понатаму да имаме полни училишта и полни амфитеатри. Во спротивно, за жал, ние се повеќе ќе ја губиме младата генерација која што излезот од ваквата состојба ќе ја бара некаде надвор од нашата држава. А тоа ќе предизвика потрес и во економскиот развој, ќе предизвика потрес и во демографскиот развој и планирања. И јас се надевам дека навистина ќе чекориме по патот на разумот и сите заеднички, независно од тоа кои ги креираат политиките, ќе дадеме придонес и
ќе го прифатиме овој процес на реформирање, а мене ми е особен интерес реформирањето на високото образование, бидејќи јас целиот мој работен век го поминав во високото образование. И често сте надвор од државата, често собирате искуства со својата посета на одредени универзитети во странство, точно гледате каде сме ние, каде се нашите универзитети, каде се странските. Ние сега не можеме да се мериме со нив во еден одреден сегмент, меѓутоа во други работи можеме да се мериме. Пак ќе речам, ние имаме и млади, интелигентни и образовани млади луѓе кои што можат рамо до рамо, еве, кога ќе настапуваат заедно на некои надпревари на тоа, нашите млади луѓе не изостануваат со ништо во еден. Сосема сте во право. Можеби ние малку назадуваме од аспект на техничката опременост на нашите универзитети, но дигитализацијата што се вели, нели, кадровскиот потенцијал и покрај тоа што живееме и работиме во тешки економски ситуации, наоѓаме начини да се вмрежуваме, да се поврзуваме, да истражуваме рамо до рамо со нашите колеги надвор од државата и некои од тие позитивни искуства, барем тие што е можно, да ги донесеме и во нашата средина. Не секогаш се прифатени тие искуства, но нашата мисија како едукатори е постојано да се бориме. И бенефитот од овие наши заложби го гледаат завршените генерации и мене ми е многу драго што јас после завршувањето на формалниот образовен процес кај моите студенти наидувам на убави информации од нив. Тие добро работат, добро се снаоѓаат, голем дел се надвор, но остануваат и овде и се успешни хранители на своите семејства. Многу од нив остануваат и во истражувачките процеси, значи она што го рековте, имаме млади луѓе кои рамо до рамо развиваат најразлични продукти во компаниите каде што работат, а имаме и млади луѓе кои што го заменуваат кадарот на универзитетите и јас се надевам дека во периодот кој што следува малку повеќе ќе правиме притисок кон нашите власти да ни овозможат да го подмладиме кадарот на универзитетот, затоа што искуството и младоста и енергијата ќе придонесат во креирање на групи на истражувачи кои што навистина ќе бидат продуктивни и со своите знаења, иновации, патенти ќе придонесат и во развојот на сопствената држава и секако ќе учествуваат надвор да ги презентираат своите резултати, а тоа носи нормално и економски бенефити за државата, се разбира, и кога овде би имал услови, веројатно и многумина од тие што отишле надвор, па ќе сакаат еден ден и да се вратат овде, да им обезбедиме услови на луѓето што заминаа, да можат и да се вратат, да сакаат да се вратат. Јас искрено се надевам дека нашето Министерство за образование и наука, кое што предходните десетина години даваше финансиска поддршка на студенти од Македонија да студираат на најпрестижните универзитети во светот, ќе најдат механизми и начини барем дел од завршените студенти да ги привлечат и да работат во нашата држава. Веројатно тоа би било проблем, но со добра стратегија и добри понуди се надевам дека нашите млади луѓе, дел од нив ќе сакаат да се вратат. Исто така стратегијата за паметна специјализација која што е усвоена и веќе е во фаза на реализација,
ќе придонесе да идните наши млади истражувачи, особено во делот на паметните технологии, ќе можат да го насочуваат своето истражување и своето внимание не во било какви истражувачки области, туку баш да се фатат во костец со проблемите на денешнината и на иднината, технолошкиот развој, паметното земјоделство, одржливите технологии, зелените технологии и да можеме нели и финансиски да ги подпомогнеме да можат да си го најдат своето место во државата. Професорка Атанасова Бачемска, што реков и претходно, одите често надвор, што му недостасува на нашето образование? Повеќе пари? Па може би прераспределба на буџетите, иако убаво е да се имаат финансиски средства, но сега и Европската Унија овозможува за нашата држава пристап до истражувачки фондови и истражувачките групи кои што работат тоа го знаат и во одредена мера ги користиме тие фондови. Еве, со аплицирање на одредени проекти, претпоставувам, така, некаде не можеме да бидеме директни апликанти, некаде и можеме. Колку се користат овие можности, професорка, од страна на македонските универзитети? Еве, да не одиме од државните универзитети, државни универзитети. Па јас мислам дека се користат. Може би најдобро се искористени механизмите на Еразмус програмата, која што некако е поделена на два правци, децентрализирани и централизирани повици, и во едните и во другите мислам дека универзитетите, па и другите институции од државата го наоѓаат своето место во овие програми, во овие проектни активности. Но постојат и други мрежи, како што е КОСТ, мрежата на Европската Унија, Horizon, мрежата која што поддржува големи научно-истражувачки проекти, каде што можеби треба малку повеќе да се ангажираме. Во таа програма се уште не сме полноправни членки и можеме да учествуваме како партнери, но веќе во државните универзитети се доаѓаат делови од овие проекти и на нашиот универзитет имаме проекти кои што се дел од Horizon програмата. Она што друго може би е битно, кон кое што ние треба да се стремиме, иако нели долго време зборуваме и укажуваме на таа потреба, е она за што може би сум компетентна да зборувам, тоа се квалификациите. Затоа и сакав сега баш да продолжиме во тој дел. И нивното поврзување со развивањето на студиските програми и соработката и довербата со јавноста. Кога зборувам за јавноста, зборувам за сите чинители над животот во државата, бидејќи може би една мана на универзитетите е што тие се полуотворени, значи треба да бидеме потранспарентни, повидливи, посоработливи и доколку сакаме да се бориме за квалитетот во високото образование, прво што треба да направиме е да направиме стандарди за квалитет, а нас ни фалат, ни недостасуваат тие стандарди точно. Нели се развиваат во неколку правци. Еден од правците се стандардите за квалификации. Како стоиме на тој план, професорке? Кога дојдовте пред, еве пак ќе речам, неполни 2 години последен пат кога сте ми гостувале,
зборувавме тогаш дека дека Македонија не е компатибилна со скалата на квалификација, ако можам така да се изразам, со на Европската Унија, ни оддалеку. Значи, како тие луѓе што да таму да добијат квалификација овде и таа квалификација да му биде нели признаена утре други ден. Бидејќи има многу млади луѓе што се соочуваат со таков проблем да не им е признаена. Рамката на квалификации, македонската рамка на квалификација е референцирана кон европската рамка и во нивоата на квалификации ние немаме проблем и во влез и во излез. Значи, во нашата држава се прави признавање на високообразовни квалификации, но и нашите завршени кандидати, кога одат во земјите надвор од Македонија, пристапуваат едноставно кон процесот на признавање на квалификации. Но тој процес си го дефинира секоја држава токму врз основа на оние стандарди кои што ги кажуваме, а тоа се така наречените стандарди на високообразовни квалификации, кои на некој начин ја обликуваат квалификацијата. Ние, за жал, во периодот кој што помина, одржавме и многу јавни дебати, и многу презентации, и многу разговори со раководствата на факултетите и на универзитетите, но потребата од изготвување на квалификации тие се уште не ја гледаат, но почнува да прави притисок. Добро. Ако веќе прави притисок, тоа е добро. Почнува да прави притисок стопанството. Значи, секојдневно слушаме, така е, пазарот на труд. Ние секојдневно слушаме од стопанствениците, па дури и од идните инвеститори, дека се поставуваат прашања од типот: колку нашите дипломирани студенти ќе можат да одговорат на барањата на пазарот на труд? Дали ние можеме да планираме во периодот кој што следува лесен трансфер на студенти кои што завршиле едукација по некои можеби застарени наставни студиски програми, додека новото време ја моделира квалификацијата во некој друг правец? Дали нашите универзитети, освен што ќе го даваат генеричкото, базичното, основното знаење, треба да се поврзат и со пазарот на трудот и ќе ги повикаат како надворешни членови представниците од коморите, компаниите, занаетчиските комори, не знам, заеднички да се дизајнираат тие стандарди, па врз основа на стандардите универзитетите, користејќи ја можноста автономно да си ги уредуваат студиските програми, да можат да си дизајнираат студиски програми кои што ќе одговараат на потребите на пазарот на труд. Но исто така е многу важно да се напомене дека универзитетите сега имаат и друга улога, затоа што се менуваат потребите на пазарот на труд, технологијата рапидно чекори кон развојот, додека ние како институции сме малку инертни. Светот веќе говори за вештачка интелигенција, нели, за ние ќе мора да бидеме спремни да влеземе во процесот на доживотно учење и после завршувањето на формалното образование да им овозможиме на кандидатите континуирано професионално усовршување. Професионална наградба и усовршување, што не е лошо. И тоа го овозможуваат нашите законски решенија. Ние формално имаме и одбор за соработка и универзитет што е за доверба. доживотно учење за возрастни и така. Но многу малку некако се употребени, веројатно
треба да најдеме некои органи кои што ќе бидат врската помеѓу универзитетите и пазарот на труд и ќе не натераат да работиме заедно, се во интерес да ги дизајнираме високообразовните квалификации, да бидат јасни, да бидат видливи, да бараме отчетност кон оној кој што ја овозможува таа квалификација, тоа се универзитетите, да не се случува да ги доведуваме студентите во заблуда, да студираат студиска програма за која што нема работно место. Има и тоа, има и тоа за жал. Има. И не само кај нас, тоа се случува и на европскиот високообразовен простор. И кога отидете на пазарот на труд во агенцијата, се чудат. Има ситуации каде што луѓето се повикуваат на визионерство, дека можеби после 10 години ќе имаме потреба од некакви такви квалификации, па еве сега да ја направиме студиската програма. Но ние го немаме ја немаме таа комоција да експериментираме со групата на млади луѓе кои што се во процесот на образование, бидејќи не располагаме со нив, тие се многу малку. Точно. И од тие причини е многу добро универзитетите да не се плашат дека ќе ја изгубат својата автономија, туку да се борат со квалитетна понуда на студиски програми кои што ќе бидат препознаени од младите, ќе бидат јасно и транспарентно видливи и ќе бидат склони на менување. Затоа стандардот на високообразовна квалификација е менлив. Тој е динамичен елемент во поставеноста на рамката на квалификации и се овозможува негово ревидирање или целосна промена, тоест целосно укинување во период од 5 години. Некогаш дури и ако има потреба и порано. Од тие причини, во новиот закон за националната рамка за квалификации е оставено високообразовните квалификации да се регулираат во законот за високо образование. Бидејќи видовме дека се што не е нормирано и не е законска обврска, некако тешко може да ги натера универзитетите да го реализираат. Искрено се надевам дека во законот кој што министерката најави дека ќе се менува наскоро, ќе има некое поглавје или некој дел од законот кој што ќе зборува за надлежностите, кои ќе бидат органите и телата кои што ќе ги изготвуваат овие стандарди за високообразовни квалификации. Секако мора да има синергија помеѓу повеќе сектори, секторот за образование и наука, за труд и социјална политика, за економија, бидејќи ние постоиме за нив. Значи, универзитетите ќе ја изгубат својата смисла ако не ги испорачаат своите продукти во овие сектори. Понатаму секако универзитетите, но и независните регулаторни тела кои што ги формираше државата, треба да ги поврзуваат овие државни тела со универзитетите, тоа се три тела. Тоа треба да заживее практично така. Тоа се Националниот совет за високо образование, Агенцијата за квалитет во високото образование, многу битна алка во подигањето на квалитетот на високото образование, која што мора да ја направи врската помеѓу стандардот за квалификација и студиската програма. Во многу европски земји се даваат препораки да не се акредитираат студиски програми доколку не се поврзани со високообразовна квалификација. Некаде е тоа дури и
строго, законски одредено. Некаде се само препораки, еве се надевам кај нас ќе бидат за почеток препораки, но доколку успееме да си веруваме, да си изградиме мостови на доверба помеѓу сите овие засегнати има соработка, страни, апсолутно, мора да има канал на комуникација, така, меѓу сите овие засегнати страни за доброто на сите нас, се надевам дека во следниот период, не можам да зборувам колку ќе трае тој период, и да трае долго, ама нека се почне и нека да бидеме некако склони дека не очекуваат промени во кои што и ние самите треба да се менуваме. Тоа професор ке многу убаво зборувате, но еве беше погубно кога зборуваме нели за високообразовни програми, нели оваа влада тргна нели во коштец со тие институти што и штанцаат, видовме има и сознанија дека имало и дипломи кои што се нели невалидни, па дури има и професори со невалидни дипломи со звања што работат на тие институции, високообразовни институции, сето тоа треба да се прочисти за да не се соочува високото образование во земјава со такви негативни оценки кои претежно и од странство доаѓаат, не дека овде не се знаели, дека тоа биро што велите или агенција за квалитет во високото образование навистина ќе си ја врши својата работа. Да, за жал, предходниот период ние повеќе бевме препознавани по лошите, отколку по добрите приказни. Универзитетите под закрилата на својата автономија некогаш знаат да направат и погрешни чекори. Да. За жал, сите ние сме сведоци дека се случуваат такви работи и во Европската комисија, нели, иницијативата Болонски процес дава препораки како треба да се однесуваат и високообразовните институции и поединците внатре, за да го заслужат епитетот универзитетски професор, тоест универзитет. Ние многу стоиме слабо на подрачјето на академски интегритет. Академскиот интегритет се поседува, но и се гради. И се гради постојано, секојдневно. Академскиот интегритет е тој што поединецот ќе го натера добро да си ја работи својата работа, кој што нема да се служи со плагиаризам, она што го рековте, кој што ќе има инструменти и механизми, алатки за контрола на квалитет во делот на асесментот, на оценувањето и на својата работа, но и на работата на колегите и на работата на своите студенти. Доколку ние не се промениме себе, колку и да ни напишат закони, ние пак ќе ги наоѓаме за обиколните патишта и повторно ќе се случуваат лоши приказни. Јас искрено се надевам дека после оваа проверка која што е најавена од страна на Министерството, ќе се запрашаме себе си дали треба на нашата држава да и се одолжиме на ваков начин. Доколку не можеме убаво да ја работиме академската работа, за нас постојат и други работни позиции. Доколку некој не успее да ги исполни критериумите за избор во звање, и тоа не е страшно, ќе си најдеме место на други работни позиции, но никако не смееме да се користиме со злоупотреба на академскиот интегритет. Многу убаво кажавте како за завршница на вашево гостување. Еве се надевам дека пораките што ги упативте, директно поврзани со вашето делување на факултет, дека ќе стигнат до надлежните и ќе направиме нешто повеќе за сите нас и за оние млади генерации
кои што, како што велам повеќе пати, се иднината на нашата земја. Благодарам, професорке, за гостувањето. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство и се надевам дека барем малку ќе дадеме придонес со овие јавни зборувања, точно, и треба да се зборува. Дека да зборуваат експертите, промената започнува од нас самите. Така, ви благодарам. Не можеме да очекуваме некој друг да ни направиме дворешни промени. Ви благодарам уште еднаш за ова убаво гостување и убавите пораки што ги споделивте со нас, а сега одиме со куса пауза и со третиот гостин.